Ова утро се наоѓам во Институтот Алтернатива. Заедно со мене е доктор Славица Гајдазис Кнежевик, психијатар и психолог. Добро утро до вас. И психотерапевт. Добро утро до вас. Имаме една интересна тема, станува збор за активности кои што ќе ги вклучат родителите и адолесцентите, а тие активности ќе бидат вклучени во повеќе училишта во град Скопје. За овој проект, за овие активности ќе ни кажете токму вие. Добро утро. Добро утро, благодарам на можноста да поразговараме за една многу важна тема. Станува збор за активности кои што се финансирани од страна на Европската комисија и целосно се бесплатни за родителите и за нивните адолесценти. Наменети се за родители чии деца се на возраст од 10 до 14 години и тоа е еден исклучително чувствителен период, тоа така наречена рана адолесценција, која што им помага на родителите низ вклучувањето во нашите психоедукативни работилници, кои се 6 на број, повторно да кажам, целосно бесплатни за родителите и за нивните адолесценти, да учествувајќи ги искусат и можеби научат новите вештини на комуникација со своите адолесценти и да на тој начин го збогатат своето родителствување, своите родителски вештини и си помогнат и на себе си и на своите деца адолесценти. 16 училишта ќе бидат вклучени во овој проект. Кои училишта? Основни, предпоставувам и основни и средни ќе бидат тука? Не, само основни училишта. Само основни училишта, затоа што возраста која што ја опфаќа оваа активност е 10 до 14 години, тоа значи негде 5 до 9 оделение во основните училишта. Ова е трета фаза од активностите и прв пат сега ќе работиме и со 2 училишта од Куманово. Инаку во Скопје се опфатени 3 општини, мене ми е жал не можевме повеќе, меѓутоа се надевам дека ќе ги заинтересираме и другите општини, како што и со претходниот проект и активности ги заинтересиравме. И тоа се 6 училишта од Аеродром, 6 училишта од Карпош, сега ќе бидат 5 практично, затоа што одиме и во Куманово, и 4 училишта од Центар. Како е замислена самата таа активност? Рековме психолози од Алтернатива, ќе доаѓаат во училиштата, ќе ги одржуваат овие активности или водат. Вклучени ќе бидат родители и адолесценти. Како е замислено? На кои теми ќе се зборува? Какви активности ќе имаат родителите, какви тинеџерите или адолесцентите? Да, точно така, тинеџерите. Прво, ние немаме идеја дека сакаме и ниту можеме ние од Алтернатива сето тоа. Ние имаме експертизата, го имаме знаењето. Нас ни е многу важно и затоа работиме во училиштата, заради тоа што веруваме дека Министерството за образование на прво место, како и Министерството за здравство и труд и социјала, ќе се заинтересираат да ја оваа активност внесат во своите програми, значи пред се училиштата, и да тоа биде, како што се вика самиот проект целоживотно здравје на адолесцентите, да биде целоживотна активност. Затоа ни е многу важно и ги обучуваме во голем број на училишта нивните психолози, педагози, наставници кои се заинтересирани, како и нашите соработници од самиот Институт Алтернатива, и тие како парови, значи по 2 фацилитатора, водат групи од 10 родители и 10 адолесценти, значи вкупно 20 учесника, повторно да кажам целосно бесплатно. Тоа се 6 работилници кои што одржуваат еднаш неделно, значи 6 недели по 2 сата. Ова го потенцирам за да ги охрабрам родителите да знаат дека е тоа релативно мала инвестиција, иако знам дека се они многу зафатени, која што долгорочно ќе им биде од користи на нив и на нивните адолесценти. Во рок на тие 2 часа, тоа се тематски работилници. Секоја работилница има своја тема, обработува одредена тема. Првата работилница е секогаш посветена да им помогнеме на родителите, иако јас верувам дека знаат, да се запознаат малку со развојната фаза на своето дете. Заради тоа што многу често, пошто е тоа точно прелом измеѓу преминување од детство во адолесценција, која треба да не носи во возрастното доба. И важно е да ги знаат важните, например, една од најважните работи, дека децата не созреваат паралелно и на емоционален план и на
когнитивен план. Когнитивното малку иде покасно, емоционалното брза и затоа се децата во тој период често пати избувливи, не можат да ги контролираат емоциите, непредвидливи се, не можат да ги канализираат емоциите. Затоа една од важните теми покасно е управо работата на емоциите, на препознавањето на емоциите, на канализирањето на емоциите, како родителите, така и децата. Зошто? Заради тоа што родителите, тргнувајќи од својата позиција на одговорни во семејството, многу често ги кријат своите емоции. И криејќи ги своите емоции, мислејќи дека на тој начин покажуваат слабост, дека на тој начин не му помагат на своето дете. Напротив, ако ние ги учиме на тој начин децата, да и они ги кријат своите емоции. А ако не дојдат во контакт со своите емоции, ако не знаат што им се случува, не можат ниту да ги обработат на адекватен начин, да ги канализираат и да не реагираат оти кога ќе се соберат. Емоциите се како ѓаволчиња, знаете, одеднаш ќе експлодираат и ќе се поминале тоа. Точно така, и ќе се покажат на можеби сосема неадекватен начин. Една од темите кои што е исто така многу важна, една од работилниците е учење на комуникацијски вештини, како ние викаме, на функционални, на позитивно родителство. Учење на тоа на кој начин да се уважи возраста на детето, а сепак да не се изгуби лидерството на родителите. Оти родителите често пати имаат идеја дека е или. Напротив, и може и да би се биде лидер во семејството, но истовремено и да се увежат оти децата веќе не трпат да како во детска возраст вие им кажувате, а они прават. Така е. Напротив, они сакаат да и нивниот збор се слушне, не мора секогаш да се разбере, а да се разбере не значи да секогаш по волјата на детето се оди. Една од тематските работилници е посветена на решавањето на проблемите. На кој начин ние кога ќе се заглавиме во проблемите можеме да најдеме излез од тоа решение, заради тоа што она што често пати го прават родителите, а тоа е со идеја дека им помагаат. Јас сум длабоко убедена дека родителите мислат дека најдобро им прават на децата, но не е така. Тоа е критикувањето. Ние критикувањето го променуваме со афирмативен однос кон децата, па ги учиме родителите на кој начин да поставуваат цели, на кој начин да ги фалат децата, не да ги фалат заради фалење, туку и затоа викаме пофалбата мора да биде конкретна, специфична во дадениот момент, веднаш после работата, а не ти си добар, ти си прекрасен, ти си одличен, тоа ништо не значи, се кажува заради активноста. Благодарам за одвоеното време и за разговорот. И јас ви благодарам за можноста да малку ги доближиме овие теми до родителите и да ги охрабриме.